Народната банка на Република Македонија ги соопшти најновите проекции за движењето во економијата до крајот на оваа и за 2012 година. Гувернерот Димитар Богов нагласи дека во 2011 година бруто домашниот производ ќе порасне за 3,5%. Проекцијата за целата 2011 година останува непроменета 3,5%, при што помалку позитивен придонес ќе има домашната поварувачка, но истовремено помалку негативен придонес очекуван од нето извоз. Во првата половина од оваа година, растот на бруто домашниот производ изнесуваше над 5%, но тој процент ќе се намали поради случувањата во еврозоната и должничката криза. Се очекува оваа година да се намали и инфлацијата на 3,9% и да се задржи стабилниот девизен курс на денарот. Гувернерот Богов додаде дека за идната година се очекува намалување на растот на бруто домашниот производ и тој би требало да изнесува 3%, со исто така намалување на инфлацијата и задржување на стабилниот курс на денарот кој е фиксиран за еврото. Во 2012 година очекуваме раст на бруто домашниот производ, значи ќе продолжи економскиот раст, меѓутоа со позабавена динамика. Тој раст ќе биде главно движен од домашната поварувачка и тоа инвестицијската, што е позитивно, додека нето извозот ќе продолжи да има негативен придонес при продолжување при забавен пораст на извозот и увозот во наредната година. Инфлацијата во наредната година очекуваме уште повеќе да забави и да се спушти на нивото од околу 2%. Дефицитот во тековната сметка ќе остане на исто ниво како и оваа година, значи 4,8% од БДП. При што очекуваме значително дополнително кумулирање на девизни приливи поради очекуваните приливи во капиталната и финансиска сметка на платни биланси. Банкарскиот сектор ќе продолжи да поддржува растот на економијата, меѓутоа растот ќе биде на кредитите поумерен и тој ќе изнесува 8%. Ризиците во економијата остануваат и главно се поврзани со должничката криза во еврозоната и многу зависи од тоа како ќе се одвиваат работите на тој план. Богов истакна дека во наредната година можно е извозот да биде намален поради тоа што има структурни промени во тој дел, односно околу 17% од вкупниот извоз припаѓа на Johnson Matthey и Johnson Controls, кои што произведуваат автомобилски делови, а во време на криза автомобилските индустрии се меѓу првите на удар. Во 2012 година инфлацијата, според Народната банка, ќе се спушти до 2%, а евентуалното поскапување на кредитите би било минимално. Во моментов девизните резерви изнесуваат 1 милиарда и 850 милиони евра и се очекува истите до крајот на годинава да го достигнат нивото од 2 милиарди. Народната банка и понатаму останува на истите проекции, следејќи ги светските економски текови при што се подготвени за сите сценарија, а целта е одржување на макроекономска стабилност, стабилен девизен курс и ниско ниво на инфлација.